Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Сметките за струја за јануари за инфаркт. Многу повисоки од вообичаените. Граѓаните се жалат, Ивана Хум на сите барања за корекции на фактурите одговара во законски рок, но сметката мора да се плати. Регулаторната комисија за енергетика со апел до Ивана Хум да ги коригира јануарските сметки и да направи распределба по блокови, согласно историјатот на просечната потрошувачка на домаќинството. Црвена линија прашува зошто пресметките не се прецизни. Дали е доволно Ивана Хум еднаш годишно да ги чита броилата? Кој треба да ги чита броилата? Ивана Хум или граѓаните? Дали со нередовно читање на броилата намерно се предизвикуваат преминување на количини на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа? Дали Ивана Хум треба да ги чита струјомерите секој месец? Секако ќе поставиме и уште едно прашање кое што редовно можете да го најдете како анкетно на Инстаграм, доколку го заследите профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Значи, ако не го следите овој профил, заследете го веднаш и кликнете на Instagram Story. Таму црвена линија прашува дали јануарската сметка за струја ви е повисока од очекуваната. Еве како изгледаме таму. Имате, како што гледате, две опции за одговор. Да, не, кликнете на вашиот одговор, во проценти ќе пресметаме и секако ќе ги соопштиме резултатите пред крајот на ова издание. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Марија Митевска, потоа се враќаме на дискусијата со вас во црвена линија. Граѓаните може да се жалат на високите сметки за струја за јануари, но тоа не ги ослободува од нивно плаќање. Ова денеска од Ивана Хум го одговорија на прашањето на Телма како се постапува на жалбите на граѓаните дека добиле многу повисоки фактури за наплата од вообичаените. Например, едно семејство во декември добило сметка за струја 9237 денари, а наредниот месец сметката скокнала на 14252 денари или за над 50% повеќе. Сите барања за корекции на фактура кои се поднесени од страна на корисниците, посебно се разгледуваат и за истите Ивана Хум, доставува соодветен одговор во рамки на предвидените законски рокови. Поплаката за корекција на фактура не го ослободува корисникот од плаќање, но во случај на спроведување на корекција поради претпоставени вредности во фактурата, овие уплати се земаат предвид. Понатаму уплатите се користат за порамнување на идни фактури или му се враќаат на корисникот по негово барање и приложен доказ за уплата. Регулаторната комисија за енергетика во петокот апелираше до Ивана Хум да ги коригира јануарските сметки за електрична енергија и да направи соодветна распределба по блокови согласно историјатот на просечната потрошувачка на домаќинството во последните 3 пресметковни периоди. Тоа значи дека пресметките треба да бидат прецизни за да не предизвикуваат преминување на количината на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа. Од Ивана Хум пак вела дека имаат помалку побарувања за корекции на фактури за разлика од минатите години. Ивана Хум на ниво на територија на целата држава во јануари 2025 година и декември 2024 има добиено околу 18% помалку барања за корекции на фактури во споредба со јануари 2024 и декември 2023 година. Од регулаторна ги повикуваат потрошувачите кои се незадоволни од пресметката на струја да поднесат приговор до Ивана Хум, а доколку не се задоволни од одговорот на компанијата, имаат право да се жалат и на нивна адреса. Оттаму повика и политичките партии да не ги политизираат нивните одлуки, бидејќи регулаторна е независно тело. А пред да почнеме со дискусијата, да ве посетам сите вас кои што нема да успеете или некако ви е полесно да дадете одговор на денешните прашања на црвена линија на социјалните медиуми, заследете не на Facebook, секако веднаш кликнете на црвена линија профилот и еве како ќе ви се отвори темата. Секако црвена линија низ фотографија и анимација редовно ги објавува темите, па така денес на Facebook верувам ќе може да видите како изгледаме. Секако и тука прашуваме дали Ивана Хум треба да ги чита струјомерите секој месец. Ајде да видиме дали ќе може да ви покажеме и да ве подсетиме во меѓувреме додека очекуваме нели на Facebook да не заследите и да почнете со коментари и споделувања, бидејќи ќе ги читаме коментарите меѓу
вклучување гледачи. Секако да ве потсетам, оние кои што ќе се вклучувате во црвена линија, ве замолувам целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Па дали може накусо да покажеме како изгледаме, еве го на Facebook, се разбира овде низ оваа фотографија, нели медицинското лице прашува што ти се слоши, а пациентот вели ја отвори сметката за струја. А црвена линија прашува дали EVN Home треба да ги чита струјомерите секој месец. Почнуваме. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам, се од лошо по лошо. Значи, зошто да биде едноставно кога може волку комплицирано да биде? Зошто они да не читаат нас струјомери секој месец, нели немаат вработени? Значи, толку е тоа едноставно да се реши, а толку го комплицираат. Истото го прават и со водата. Значи, исто, не читаат и после сметките доаѓаат или онака без везе од рукав извадени. Така да луѓето се разочарани многу, Тина. Исто така денеска бе во трговски да платиме, да толкави редици имаше многу со тие банки што ни земаат провизија, па мораме таму да дремеме пошто не сме писмени, нели тоа го дискутиравме компјутерски, не сме електронски наобразовани, како да речам. Исто така мене сметката, Тина, за јануари ќе ми стигне дури на 1 март. Зошто тие толку касно ги доставуваат сметките? Како јас да платам кога немам сметка? Значи, толку многу прашања имам до нив, а толку се они неодговорни, а од нас барат премногу голема одговорност, односно совест, односно да си платиме, иначе ќе бидеме, нели, ќе си плаќаме вајда провизија, не знам колку ќе платиме. Така да толку го искомплицира, зошто да не читат кога во струјомерите ни секако пристапни доле во влезот. Значи секаде да имаат пристап да си го прочитаат секој месец, а не еднаш годишно. Поздрав многу, Тина. Поздрав, благодарам што бевте први со вас ја започнуваме и отвараме оваа црвена линија. Продолжуваме со гледачи, подсетуваме, еве, имаме прашања, ќе го поставиме и анкетното до гледачите во живо, дали јануарската сметка за струја ви е повисока од очекуваната. Дали EVN Home треба да ги чита струјомерите секој месец. Кој треба да ги чита струјомерите? Дали се тоа EVN Home или може би граѓаните? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака, прво да одговорам, сметката за јануари не да е висока, него е превисока. Не 50, току 100%, пред се за бројлото кај мојата мајка. Од 2016, кога мојата мајка и сега веќе мојот покоен татко се префрлија на клима уред, до сега никогаш немаат платено сметка поголема од 4700. А сега, на мојата мајка, како стара жена од 88 години, и живее сама и дојде сметка од 7880 дена. Кога отидов во EVN да вложам приговор, ми рекоа бројлото е читано и немате право на приговор. Втора работа, што се однесува до читањето на бројлата. Живеам во зграда каде бројлата се поставени на неадекватен начин. Ние како граѓани не можеме да ги прочитаме. Поднесовме барање како заедница на станари до EVN Home во Битола. И рекоа, тоа е тешка процедура, не е тоа ништо важно, никој нема да ви ја земи струјата и толку. Сакам да кажам, во Македонија за граѓаните никој не се грижи. Ние само треба да плаќаме обврски, а па дали добиваме, не добиваме никому ништо. Фала многу, поздрав. Големо благодарам и вам, еве што споделивте од ваше лично искуство во однос на темата за која што денес зборуваме со гледачите, но пред се како граѓани. Добар ден. Добар ден, ако јас сум линија? Да, повелете, ве слушаме. Вака се. Што ќе направиме ние со оваа регулаторна комисија? Пошто EVN кој ќе дисциплинира. Што сака прави, како сака сме ќе праки и што не е прв пат. Поло овие пензионери веќе не се по дома, ќе умрат. Срцеви удари ќе добијат. Сметки ненормално идат. Од 3, од 2,5 на 7.000. Значи тоа не е грешка. Тоа е намерно перење пари. Кој ќе ги врати оние ДДВ даноците, оние другите што се начукани, што се набиени трошкови во сметка. Значи Марко Веселиновски нека се земе в памет.
а владава ја не знам зашо, ево на јатулерија. Ја мислам дека државна ова фирма е. И уште една работа. Како е тоа ние секој ден градиме ветрњачи, имаме као фри енерджи, а уствари секој пат се поскапи и поскапа струја. И уште една работа. Повикајте некој во емисија, имате страшно добри новинари, истражувачки, еве го Боби. Некој го праша премиерот. Дали ние имавме потреба да земеме кредити од Германија и други поголеми што се во Европа за ветрњачи? Ја мислам дека требаше прво да си ги изработиме парите, со овие што ги имаме и наши инвестиции да вложуваме. Зашо да плаќаме пенали и камати? Пријатно. Пријатно, благодарам многу за учеството и одговорите. Ајде сега да ги активираме и оние сега кои да споделиме кои се нивните одговори, кои што преку коментари и споделувања секако земаат учество во црвена линија на Facebook. Ке почнеме со коментарот на Винг Чун, кој што напишал: ниту ЕВН, ниту водовод не ги читаат редовно струјомерите и водомерите. Пишуваат паушално, но и намерно прават грешки со повисоки сметки и кој забележал се побунил, кој не ке си плати. Затоа редовно проверувајте ги броилата, споредувајте ги со сметките, има често разлика и пријавувајте. Па дали е доволно, еве, прашува црвена линија, ЕВН Хоум еднаш годишно да ги читаат броилата? Црвена линија прашува и кој треба да ги чита броилата, дали се тоа граѓаните или пак ЕВН Хоум. Дали со нередовно читање на броилата намерно се предизвикуваат преминување на количини на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа. И дали ЕВН Хоум треба да ги чита струјомерите секој месец. Сега кој да ни откриете во црвена линија дали јануарската сметка ви е повисока од очекуваната. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте Еве, поведете. јас как приходите што кажа дека не ги читале татовите, а ние, мојот сасој, јас живеем во Кисела Јабука, Ѓорче Петров, и ќерка ми погоре од мене исто, Волкова, кај нас, секој месец, ако не на 1 до 5 саат, то не го читат, не можам да кажам, не. А како што кажа луѓето на вистина дека не го читале, тоа не се согласувам. А за ова што е поскапувањето за струјата, со луѓето се жалат дека многу, може би да. Јас за јануар не сум добила уште, ни дојдат после 15-20 сметка, за декември плати, околу некој пат ми дојде до 2000, зависи како ќе потрошиме. Ама ние пошто се грееме на дрва, па повеќе потребиме, така се, тоа се готвиме, со тоа се грееме, за тоа е помала сметката. Само не ми е јасно зошто секој месец плаќаме за мрежа тамо. Секој месец линијата ја поправат мрежа па да ни стават. Секој месец скоро некој пат имаме и по 800 денари за мрежа, ако имаме 1000 или 1200 за потрошена струја. Само тоа не можам да го разберам. Онака што си трошиме, ќе си платиме. Кој се греат на струја, чудно и 1000 се платат 10.000, па малце поубаво да се грее нешто колку на дрва се убаво, ама малце помачно е. Биди ми поздравена, се најдобро. Се најдобро, бидете поздравени, секако и ви. Благодарам за учеството во црвена линија. Препорачуваме да останете со нас, да слушнеме останатите гледачи. Еве, дали ќе ни откријат и што ќе кажат во однос на тоа дали им е пред се повисока сметката за струја за месец јануари од очекуваното. Добар ден. Добар ден, Пирче, поздрав до тебе. Голем поздрав секако и до вас. Во Телми телевизија. Благодарам. Струјомерот треба редовно да се чита и да се плаќа по струјомерот, а не да се стави цена која не е соодветна на броилото. Јануарскиот рачун ми е повисок него сега овој рачун. Со 1000 денари ми е повисок. Што има повише, нека е со 100-200 денари, ама со 1000 денари не може да биде. Значи, секаде не крадат, секаде не лажат. Никаде немаме подршка од никого да се каже на нешто стоп. Тоа е малку, тоа е мрежата. Зошто е натакнаа мрежата на граѓаните? Мрежата треба да се плаќа, да се поправат власниците што имаат пари, живеат од тоа. А ние зошто да им ја плаќаме?
Не сме ние надежни да им плачеме, ние треба да тоа што го користиме, тоа да го платиме, а не да плачеме и што треба и што не треба. Затоа што многу е лошо, баш и вузлук прав во државава, кој како сака така прави. Па тоа еднаш треба да се стави крај на сето тоа за граѓаните да бидат задоволни, а не сите само кукаме, само се жалиме. Благодарам многу, ке посетам, имате го во предвид време траењето, 90 секунди едно јавување. И секако ќе ве подсетам да кликнете и на telma.com.mk. Ке бидете брзо, ефикасно, целосно и квалитетно информирани, а особено во однос на темата, задржете се повторно, ке повторам на насловот, граѓаните и да се жалат на високите сметки за струја, ке треба да се ги платат. Заследете ја и Телма телевизија како профил на Facebook, објавена е оваа вест, се разбира каде што граѓаните нели се укажува дека се жалат на високите сметки за струја и дека ќе треба и да се ги платат. Па еве Валентина Велкова тука напишала: секако ќе си платиме ние, народот плаќа за сите секогаш. Се што без проблем. Ако треба ќе трпиме, ама вас ќе ви платиме. И досега плаќавме за сите и тие што не плаќаат. Црвена линија денес има многу прашања. Едно од тие прашања е дали сметате дека со нередовното читање на броилата намерно се предизвикуваат преминување на количини на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа. И дали Ева на Холми треба да ги чита струјомерите секој месец? Дали сметката за струја за месец јануари ви беше повисока од очекуваната? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака јас ти кажам. Значи, кај мене уште не е дојдена сметкава, верувам дека нема да паднам кума која ќе дојде. Меѓутоа, редовно треба да се читат сметкиве, сатовите. Редовно, значи јас имам пријатели во Чентовар на кои секој месец им ги читат сатовите. Еве пред предходната гледачка кажа дека и таму во Кисела јаболка и таму ги читат. Зошто во Скопје не ги читат? После сакам да прашам колку вработени има во онаа зграда што е таму до водовод, еден куп вработени, кој треба да ги чита сатовите? Јас да го читам сатот. Можам да кажам помалку и што ќе ми направат. Значи, сатовите се достапни, мора да се читаат секој месец и да не ми доаѓа сметка од 15 до 25, секогаш сите сметки доаѓаат до први и се знае дека оваа сметка е за јануар. А ова до 25 на 28 се читало, па не знам таму како. Значи, од први до први мора да се прочита сметката. До 5 да дојде кај нас и да си ја платиме. А ова што има еден куп нерешени работи во ЕСМ, тоа е нивна работа. Ние не можеме да им ги читаме сатите, а тие да земнат по 40.000 плата и да земнат таму не знам колку уште. Благодарам многу и за одговорите и учеството. Напомена, внимавајте, тајмерот е 90 секунди за едно вклучување. Ке подсетам, можете да се вклучите повторно за нови 90 секунди со вртењето на нашиот добро познат број 02307-005. А Царне Златески, како реплика на претходниот коментар кој што го прочитавме од профилот на Телма телевизија, каде објавена нели веста околу високите сметки за струја, кои што секако граѓаните ќе треба да ги платат, напишал Валентина Вилкова: да, ние ќе си ги платиме сметките, некој ќе ги краде нашите пари и на крај владата ќе ја покрие загубата во скоро сите овие предпријатија кои нудат услуги и со чии пари пак со нашите. Ви пристигнали сметка повисока за јануари од очекуваното? Дали сметате дека секој месец всушност Еве на Холм треба редовно да ги следи, односно да ги чита броилата? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Слушаме. Да, повелете. Видете, едно 20% се кради струја, некој мора да ја плати. И то се кради и со знање крадат овие што не сакаат да го исправат тоа. Тоа е една работа. Денеска поминав тука, гледам мајстори од бандера до бандера, жици менјава. Шо правите, бе? Имаме наредба, вика, секој 15 дена да ги менуваме жиците. Зошто? Па ќе се плаќа дупло, вика,
мрежарина, затоа што жителите од 15 дена повеќе ако се горе, се губела струјата. Ете тука ќе се наплаќа уште повеќе, а овие со вратчиња на дебели не можеле кошули да најдат, да се облечи кошула врат од дебел, земаат по 6.000 евра. И од каде пари сега? Ако не плаќат рајата. Ова е прши бузлук, бе. Што се ги некои други работи се исправија, па струјата сега дојдовне до струјата. Све е напаку. Све е напаку. А дали ви, се извинувам, дали ви дојде повисока за јануари сметка за струјата од очекуваното? 3 пати повисока. 2000 плаќав, сега 6 плати. Не се бунам. Струја имам, не се бунам. Очи нека ваѓат. Што ќе правиш? Тоа е тоа. Поздрав. Поздрав, благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Ќе подсетиме дека сметките за струја за јануари се за инфаркт. Многу повисоки од вообичаените. Граѓаните се жалат, Евана Хоум на сите барања за корекции на фактурите одговара во законски рок. Но сметката мора да се плати. Регулаторната па комисија за енергетика со апел до Евана Хоум да ги коригира јануарските сметки и да направи распределба по блокови согласно историјатот на просечната потрошувачка на домаќинството. Зошто пресметките не се прецизни, прашува Црвена линија? Дали е доволно Евана Хоум еднаш годишно да ги читаат броилата? Добар ден. Ало. Добар ден. Ќе јавувам од Прилеп. Поздрав до Прилепчани, преку вас. Живееме во приватна куќа. Секој месец статот го чита. До сега, од знам јас, во години сум преку 70 години, редовно струјата пајчам и струјата видела од 4 до 5000 до 6. Овај месец сега, предходниот месец платив 4600, а сега за јануар ми дојде 19600. Не разбирате? И ве слушаме, 19.000 денари, дали дадовте приговор? И 600, дали дадовте приговор? По дадовне приговор, чекајте, тоа треба се плати. И сега јас се прашувам, јас пензионер сум, ако ги платам тие 19.600, а со 20.000 пензија сум, и што ќе јадам јас овој месец? Сега треба да земам кредит, за да ги платирам сметките од Евана. И кај треба да се жалам, кај треба и не знам што да се работи. А дали дојдоа и за оваа сметка да го читаат броилото? Уште ги немам стретнато во дворо. Дали се дојде или не знам. Тој поминува клава нека апаратче и заминува. И го немам сега стретнато. А ви кажувам дека преходниот месец 4 сега ми дојде за струја. Така, големо благодарам што споделивте со гледачите. Всушност, ете вие каква сметка во неочекуваното, всушност како што и вели Црвена линија, сметките за струја за јануари за инфаркт многу повисоки од вообичаените. Зошто според вас пресметките не се прецизни? Дали редовно се читаат броилата? Дали со нередовното читање на броилата намерно се предизвикуваат преминување на количини на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тино, Да. СДС 200 денара стави пристап до мрежа. 200 денара од куќата до мрежата. Тоа е приклучок платено куќите кои се првели. Ше струите кои донесено. Ја, ВМРО кој дојдоа вика да го укидат тоа 200 денара. Тие не се укинати. Плюс тоа, улично осветлување. Од една бандера, една сијалица, 15 куќи зимат светло имат. Та бандера. Од 15 куќи рачунај по колку пари за една сијалица плаќам. И тоа е многу. Затоа треба тие да се укинат. Улично да се намали, а 200 денара
пристап до мрежа да се укине. Тоа го обичува. И тоа е, немаше друго да ви според вас, кажа. еве, зошто не се прецизни овие пресметки? Дали треба броилата да се читаат секој месец? Каде го гледате Па проблем? ги читат секој месец. Секој месец минат ги читат. Така, вашата сметка за месец јануари, дали е поголема од очекуваното? Ја не бев тука, бев на гости, вие месец помин. Така, добро. Драго ни е што се приклучивте на денешното издание Црвена линија. Одеме онаму каде што пристигаат голем број коментари. Продолжете, бидејќи и коментарите се практично одговори на денешните прашања. Лазар Стеноевски напишал: EVN Home чита струјомери месечно, но законски е задолжен барем 4 пати годишно. Ако сметката е погрешна, платете. Па поднесете приговор до EVN Home, а потоа до регулаторна комисија за енергетика. Ако нема решение, ова е така пропишано со закон и точка. Поздрав, драга Тина, поздрав, благодарам многу господине Станоевски за одговорите. А ние продолжуваме со јавувањата. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали имавте сметка за инфарктна состојба или пристигна во очекување? Мислам, не знам, уште касне, нешто се чудам. 11 ја сметката уште касни, понапред сум добивал на 6-7, сега веќе касни 5 дена. Меѓутоа, сакам друго да кажам. Јас имам броило на далечиско читање. Што значи, кај мене не доаѓа тој за читање, усвари доаѓа за едното броило, за другото броило не го чита. И мислам дека не може да изготва фактура ако не деде тој да ги прочита, бидејќи дигитално ги чита, не ги чита со тетри пенкаво. И мора тоа дигитално се пренесе во софтверот кој изготвува сметка. Проблемот е што ние не ја знаме цената на струјата оваа година. Нас не изманипулираа со начинот и покажувањето на пресметките. Дали знаете зошто? Затоа што не ја знаеме колку е по киловат цената на струјата. Ние добивне процентуално наводно зголемување, но не добивне прецизно колку тоа е во денари. И сега никој не знае точно, не може да се спореди од сметката за да знае крајната цена. Ја мислам дека тука лежи проблемот во покачувањето на цената. Затоа што како може да ви ме чуди како може да ви префали во 4-ти блок ако не би го прочитал струјомерот да ви стави киловати во 4-тиот блок. Тоа е едната работа. Втората работа, граѓаните не ја знаат границата на блоковите. Ние плаќаме блокови. Први блок, втори блок, трети блок, 4-ти блок. Од до. Кој искочил да им каже на луѓево? Благодарам многу за одговорите. Само подсетувам, внимавајте на тајмер од 90 секунди. Ајде со коментари продолжуваме. Секако ќе ги читаме меѓу вклучувањата гледачи. Веса Санева напишала: до кога овој народ ќе биде плячкан? Регулаторот измисли блокови за манипулација. Одговорноста е нивна. Нередовното читање е префрлање на киловати од есенските месеци во зимските, кога се топлиме на струја и поминуваме во трети блок 400 киловати. А ако се чита на година, нека се зима годишно пресек киловати. Благодарам многу, господја Санева. Секако продолжете да не следите и гледате. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па ја не знам дали се уште во државава има негде броило старите што не се дигитални. Прво тоа треба да се каже. Нели секаде ги сменија и ставија дигитални броила, а некаде дури на далјинско читање. Сега дигиталното броило се чита дигитално, значи автоматски со апаратот. И таму си покажува прво датум и време. Па прва тарифа, па втора тарифа, па трета, па четврта и вкупно потрошени киловати. И ништо не е комплицирано. А кога веќе има датум и точно време, значи до 31 декември била таа цена. И дигитално читате. Самиот апарат ви покажува колку до тогаш имате потрошена ефтина струја, колку од прва тарифа, колку од втора и така натака. Дека сега дојдоа сметките повеќе дојдоа. Дека си имавме многу празници, дека си готвевме скоро секоја анкета, секој гледач, дома чекаме, сами си спремаме маса, си подготвуваме, па таа маса се готви на електрична енергија, не се готви на сонце. Плюс имаме зимски денови. Еве јас, например, имам за 1000 денари поголема сметка, меѓутоа си знам точно зошто.
е таа поголема сметка 1000 денари. Ако негде има грешка, луѓето повикуваат, дојдете да го решиме проблемот. Ама ние сме си толку навикнати само да се жалиме и само некого да окривуваме, па и кај што нема грешка ја наоѓаме грешката. Благодарам што бевте дел од Црвена линија и еве ги споделивте со граѓаните всушност вашите ставови во однос на тоа што зборуваме. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете? Дали се слушаме? Да, одлично. Повелете. Гледач од Скопје. На самиот почеток сакам да им порачам на граѓаните од нашата држава дека не станува збор за случајности, за некакви грешки и така натаму. Станува збор за сериозно организиран криминал во кој учествуваат голем број државни органи и институции. Па така не е воопшто изненадување, затоа што криминалците имаат свој модус операнди како да дебуваат и на кој начин да цицаат пари од недолжните граѓани. И затоа и повозрастните гледачи знаат во минатото како се виведуваше на струјата 33% ангажирана моќност, па тоа се укина, па се сменија условите, почна да се понесува евана, па имаше наплата некоја незаконита за пресметки некакви и уште што се не. Тука активно учествува неспорно регулаторната комисија за енергетика. Замислете колку се нови измислици создадоа тие. Наводно се тоа. Некакви физички величини, некакви економски величини. Се е тоа дел од криминалното сценарио. И тука нема помош. Помош сами мора да се пружиме. За пример, само ќе го посочам Сдруженијето Но Пасеран. Благодарам многу за одговорите. Морам повторно да подсетам, се разбира, доколку сакате нови 90 секунди, завртете го повторно нашиот број, но нема да изоставам да ви речам благодарам и вам што споделивте со гледачите како гледате вие на денешните прашања. Ајде со коментари. Повторно сме на Facebook, коментирајте, споделувајте, секако профилот Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Во продолжение го читаме и коментарот на Орце Стефанов, кој што напиша: ДПМН вети дека ако дојде на власт ќе ја укине надомест за пристап на електродистрибутивниот систем од 200 денари. Кога таа давачка од 200 денари ќе биде укината? Од друга страна пак Драгана Костовска напишала: зошто не се ги читаат самите струјомерите? 1 минута работа, читаат и пријавуваат на бројот кој е познат на Евана. Тогаш нема да се соочуваат со вакви проблеми. Еднаш во месец нека се читаат сами, нека пријавуваат, затоа што подолго време се знае дека не читаат редовно не само Евана, него и од Водовод и СМ. Благодарам многу, господја Костовска, и вам за учеството. А Црвена линија прашува денес: зошто пресметките според вас не се прецизни? Дали е доволно Евана Хоум еднаш годишно да ги чита броилата? Дали со нередовното читање на броилата намерно се предизвикуваат преминување на количините на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа? И дали јануарската сметка за струја ви е повисока од очекуваната? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до вас и до цела екипа на Телма телевизија. Благодарам многу. Па, моje мислење, најдобро би било да не се мачат тие работниците од Евана секој месец да идат, еднаш накако прочитаат броилото годишно, накако поделат потрошената електрична енергија на 12 месеци и така, нака и за следната година и за следната. Нема потреба да ги валкаат кондурите да одат од куќа до куќа или од зграда до зграда. Него јас ви прашал нешто испразнето ми стојто Охридското езеро. Малце нака ги запрат тие тамо штиците на дримот да не произведуваат многу струја, па мојме ние и по темните да си седиме. Тогаш ќе имаме вода во Охридското езеро. И јас негде повеќе од 25 години сум во Охрид, досега немам видено толку да е испразнето Охридското езеро.
Мислам дека и екологистите денес нешто излегува на некој медиум, али никого мува не го лази. Така да, што да правиме? Како кажува еден политичар? Појдовте по волна, се вративте истрижани. Тоа е тоа. Поздрав и се најдобро. Поздрав, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Повторно коментари. Еве, ќе продолжиме со коментарот на Џанија кој што напишал: зошто тие блокови? Зошто да плаќаме пренос на струја? Еднаш веќе плаќавме енормни суми за 4 жици да врзат на бандера. Губитоците во мрежата секој месец ние ги плаќаме, 80% од далеководите се уште се од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Ако имаат губитоци, нека си ги променат далеководите и нека си ги решат неплаќачите. Застарените трафостаници исто така. Ако си имаше волја од владата, ќе немаше воопшто потреба да се полемизира за вакви слични теми. Како што реков и порано, системот не функционира. Господинот Борчо Иванов напишал: ЕВН мора да си наплати, а за ромите и Рачиново мора да платат редовните плаќачи. Господине Иванов и господине Џани, благодарам и вам за коментарите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, повелете. А видите се, јавувам од Свети-Николско. Дојдо белешките за јануар месец. Тоа се енормни цени, тоа е срамота. Дали се читаа редовно броилата? Дали... Не, у 3 месеца, 4 една се чита вработените. Вработените ги напудија од работа, шо веа, ги напудија само еден човек на цела Свети-Николска општина чита. Да. И подхитно ЕВН да се напуде, како што и направија во Бугарија, како што и направија Мицко да земе тоа да напуде такво џубре, на нас не ни треба. Да. И у Бугарија и у Румунија ги напудија. Ово е плачка на народот. Народот го плачка, та нема и каде. Дека мрежарина, повише мрежарина плаќаш, не ли го струјаш што плаќаш. Ово е срамно што никаде. Блокови, од кај знаеме ние блокови, кој блок сме? Ние неаме поима, неаме увид у ништо. Работници што веа ги напудија само во канцеларија, седат и така, зимаат плата. Е тоа. Тоа е македончето, што треба да го издржа до крај. Е тоа од мене, бидете ми поздравени и имате пријатна вечер. Чао. Благодарам многу. Останете сикако со нас да слушнете што ќе кажат и другите гледачи како граѓани. Џани Ѓутен напишал на Фейсбук: ЕВН е фирма, дери кожа на народ. Ако просечно направи сметка 3000, 2000, ќе ти стави за дистрибуција за струја 1500 данок на ДДВ осветлување. И што ли не треба да се освестиме народе? Ова е премногу. Некој една плата му е само за струја. Од што ќе живе ова семејство од една плата? Треба штрајк, блокада додека не се стабилизира сметката. А зошто пресметките според вас не се прецизни? Кој според вас и треба да ги чита броилата? Дали се тоа ЕВН Хом или пак граѓаните? Дали е доволно според вас ЕВН Хом еднаш годишно да ги читаат броилата? И дали со нередовното читање според вас, односно со читање на броилата, намерно се предизвикуваат преминување на количини на енергија во повисоките блокови за кои цената на струјата е поскапа? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Слушаме. Да. Преска се јавив, кажав дека во Скопје плаќам 6000. Таму у Крушево куќа, таму не ја читам сатот цела година. Не трошам струја опше таму, не сум ни бил ова година. И плаќам по 1100 динари месец, што сметката има направено да доаѓа во Скопје, и си доаѓа и си плаќам. Не сум отешол да видам блокој таму, колку блокој има, колку джилишта има направено, што е работава, што сметкава и динамака. Абе види, овие не чекале со, како да кажам, нож што не осеќа кој ќе дери месо. И народот со таков нож го дерат месото, му го телка до коска, да дојдат, не ги боли.
И си чутат и си плачат и тие со ножето си делкат од лепцето. Гајле нема. Народето се чути, зашто ќе му исклучи у темница, не се седи. И ќе си плати. Тоа е тоа. Нема друг бегање, тоа те пати или у тесно, сакаш да ќе платиш. Друг излаз нема. Пријатно и вечер имате. Благодарам, убава вечер, но останете се уште со нас. Црвена линија и понатаму трае. Продолжуваме со коментари. Елизабета Мицова на Фейсбук напишала: многу поголема од 3000 денари. Се мисли просек сега 6500. Билјана Николовски на нашето прашање дали Ивана Хоум треба да ги чита струјомерите секој месец, одговорила со да, а Јади Лајна напишал: апсолутно треба да се читаат секој месец. Голема сиромаштија и не може од ракав да се тресат цени. И Елизабета Мицова едноставно напишала да, како одговор на нашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. И пред малку имаше некоја гледачка, кажа да си ги читаме сами струјомерите. После една сметка од пред 3 години ја добив и рекламирам, до душе беа коректни, колку за 5 месеци изнесуваше сумата, можете да замислите во април, а до септември ми беше платено, ја коригираа сметката. И од тогаш редовно секој месец ја читам во мојата тарифна група. Месецов, пошто знам да рачунам колку треба да ми изнесува сметката ми изнесуваше со 1000 и нешто денари повеќе. Кога се јавив во Евана, после истекот на мојата тарифна група, втора група мислам дека паѓам, после истекот 2 дена читано кај мене, јас видов дека е потрошено повеќе, меѓутоа, а јас веќе имав најавено пријавено колку ми е потрошувачката. Така да, овој месец беше, да речем народски, ујдурма на Евана, за да паднеме сите во повисоката тарифа. Ништо друго, само тоа беше во прашање. Како може, а читаат редовно, секој месец, конкретно за нашиот реон, читаат секој месец редовно, и ми вели, ама редовно се чита кај вас, да викам, меѓутоа јас пријавувам онлайн состојба. И се на крајот ни се заврши разговорот дека 90 секунди е време траењето, но и благодарам за одговорите во црвена линија. Одиме повторно на Фейсбук. Одлично, има многу коментари, значи еве на денешното прашање дали Ивана Хоум треба да ги чита струјомерите секој месец. Ѓурѓе Цветковска Петкова напишала: се грееме на пелети, користиме само машина за перење, топла вода на сончева енергија, готвење на плин, само 2 члена пензионери. За декември превисока белешка, а за јануари уште немаме белешка. Крадат и не можеш да најдеш крај како ја рачунаат цената. Јас го читам броилото, но најогиат начин предпоставувам за висока белешка, се мисли на сметка. Благодарам многу, госпоѓа Петкова, за вашите одговори. Добар ден. Ало. Многу слабо ве... Добар ден. Добар ден. Сега подобро ве слушаме. Дали јануарската сметка за струја ви беше прединфарктна? Ало. Дали ме слушате? Ве слушам. Така, каква ви беше јануарската сметка? Прединфарктна или? Вака сега, прво да се разбереме. Ова што се јавува предсно да Крушево 2 пати и Богу и државе дојде благе везде не може да зборува. Да не ги вреѓаме гледачите. Кажете ми каква сметка ви стигна за јануари? Еве ќе кажам. Читањето е реално затоа што се чита на 2 начина. Дигитално, со ви интересира сметката, може сум задоволен. Ја имам децембар беше 4600, сега имам 6600. Зашто? Затоа што се греем на струја. Ја не можам, еден кубик дрва е 100 евра. Ајде дека го пресметат. Сега не можам ја летно време платам струја 2200, 2300, 2500, нели доста е на струја. А зимно време платам нормално повеќе 4500, 5000, затоа што се греем на струја. Меѓутоа, зборот ми беше, читањето е реално. Еве зашто. Се чита на 2 начина. Едното е дигитално, а другото е редовно доваѓа во одреден
ни датуми во месецот. Од пример, кај мене во Скопје доваѓаат 14, 15, 16. Тие 3 дена. И го читаат татот. Јас знам што сум потрошен, знам што сум платил. Не може тој од 4 9 од Куманово ми кажуват има. Како може, мислам, тоа е нереално. И кухаме за нешто што не е реално стварно. Така, благодарам и вам, еве, кој што ги дадавте одговорите во црвена линија. И пред да ги соопштиме резултатите од анкетата, уште еден коментар од Иван Стефановски напишал дали укинувањето на субвенцијата за потрошена електрична енергија предизвика покачување на сметките. ВВТ ДПМН дека ќе укинат субвенцијата и покрај тоа 430.000 ги гласа. Зошто не го коментирате укинувањето како главна причина за поголемите сметки? Лани имаше субвенција, сега нема. Ете ви го резултатот од лагите. Благодарам Стефановски за учеството преку коментар. А оние кои што зема активно учество во денешната анкета на профилот на Телма телевизија, на прашањето дали јануарската сметка за струја ви е повисока од очекуваната, еве ги резултатите. Со да одговорија 97%. Со не одговорија 3%. Ќе погледнеме реклами, а потоа ќе бидеме заедно во студио за кратко време. По рекламите останува да ве поздравам, да ви се заблагодарам и секако еве да посакам секој од нас да си дочека многу пониски сметки за било какви комунали. А кога сме кај комшиите, еве ќе прашаме кој ги плаќа сметките дома. Кога почне да си дочека и ние да си дочекаме, ај па на наша глава. Па на сите граѓани, сега ти не си возземјанин бенено. Така е, јас сум. Ти не ги плаќаш сметките. Кој ги плаќа сметките? Кој? Горана. Горана ги плаќа. Горана ги плаќа, да, онлайн ги плаќаме. Ета. Јас си плаќам во банка. Не научив тоа онлайн плаќање. Нешто многу сте смирен, добри ви се сметките, не се. Па не, од струјата ние со жардисани сме малку. Онакви дали се прединфарктни. Премрзнати сме, ја угасим све дома. Во телевизија од Сабајле, топличко, таман. Деца у школа, нема потреба грејање. Штединено. Да, но не треба гледачите да штедат на добро расположение, затоа што вие сте друга димензија од мојава црвена линија. Така е, нека им биде вклучен само телевизорот. Друго може да изгасат слободно и да почнеме. Чао, Тина. Ајде,